Ви благодарам, председателе. Ќе се задржам со репликата на она на што зборуваше вашата колешка. Затоа што давам реплика на она што таа го говореше. Колешке, навистина жалам што не ги препознавате проектите или не сакате да ги признаете кои што се случуваат во овој период. Еве за јавноста, вие верувам дека знаете, јавноста исто така, но да ја подсетам, 82 училишта изградени или реконструирани и опремени кабинети во нив. 725 образовни асистенти, субвенциониран оброк за студентите, покачени стипендии, стипендии за стручното средно образование, дуални паралелки, младинска гаранција, младинскиот додаток, кој што овозможи да невработеноста на младите опаѓа. Ама вие тоа не сакате да го видите. Сега ме прашувате дали се сеќаваме. Јас вас ќе ве прашам. Се сеќавате ли кога ги бркавте студентите по улиците и библиотеките? Во една вечер приведовте повеќе од 200 млади луѓе, а претежно беа студенти. Се сеќавате ли кога на студентските избори ја пративте полицијата во полна опрема да ја украде и таа една кутија која што требаше да овозможи еден демократски избор на лидер на студентите? Се сеќавате ли на Мартин Нешковски, за кого МВР не знаеше што се случило, тврдеше дека се е во ред? Се сеќавате ли за оценувањето на жените за инвитро оплодување? Ако не гласат за ВМРО, нема едноставно да добијат инвитро оплодување. Се сеќавате ли за грозоморните зборови за семејството на Тоше Проевски, дека тие комуњари не заслужуваат ништо да им се плати? Се сеќавате ли за нарачаните шамари, кои што и членови на вашата влада ги упатуваа кон новинари? Се сеќавате ли дека прислушкувавте над 20.000 граѓани? Колешке, најлошо е кога ќе изгубите срам и ќе излезете од оваа говорница да прашувате кој на што се сеќава. Се сеќаваат и граѓаните за целата тортура што ја правевте и затоа младите се иселуваат. Ви благодарам.